Slušaj vamo, ko ne sluša pjesmu, slušat će Oluju. Se sjećavate li na ovaj stih? Ovo je stih Bijelo dugme nekade, kreatno 80-te godini. Veliki umjetnici te imaат nekoj takov sens koga i političari te i narodot ne sa kada poveruva da kak je se sluči najstrašното, no toj sens, to čustvo umjetnici te muzičari te go imaat, pa duri može bi onije koji se poplitki, onije koji se podlavoki. Bijelo dugme Goran Bregović, ta beše, pa može da se kaže, toj album beše Lebedova pesna na jedno vreme. Mene ono što me zaplaši koga Goran Trajkovski pred jedno 15 godini go izvadi album od Kobna u Bavina. To je vo suština pod imeto na sostavot Mizar, no vo suština se raboti za delo koje je njegova vizija. Ako gi vidime prethodno to njegovo delo vo koje go narekува Cirkus Europija, za koje beše napadnato do така наречените соросписки душебрижници, па дури овие некои повисоки фактори кога увидоа дека таква класа од уметник бива напаѓан, како што е Горан Трајковски, кој стои зад проектите Мизар, Анастасија и уште еден куп негови, дури и кога се критички, се тие добри и треба да бидат заштитени. Па мачкај држ, не дај вака така, некако се заташка работата да многу не јадат бурек околу целата работа. Но Горан Трајковски беше изолиран, а неговата порака, па ја мислам дека никој немаше таква силна, спектакуларна представа за перверзијата која се изродува во Европската Унија, како што тоа Горан Трајковски го направи. Кобна у Бавина и Циркус Европија беа како гавран кој грака во зима, кога нема ни сонце, се е сиво, нема ништо зелено ни листи, мислеш ова нема надеж и едноставно гракањево е. Оваа песна не е лебедова, ова е црна песна која лепи како катраните влече надоле. И годините како идеа, како идеше шарената револуција, она што се случуваше во светот, почнува стварно да се препотувам и да викам овие некои страшни работи ќе ни се случуваат. Ако уметниците веќе ги наслутуваат, ние не можеме да бидеме такви визионери. Но големите политичари можат да бидат визионери. Многу пати, за среќа па сум близок со Горан Трајковски и многу пати сум разговарал за неговата уметност, за неговите зборови, за неговите пророштва, бидејќи неговата поезија он не ја прифаќа како така, тоа е уметност за него, но за мене е покрај тоа и пророштво. Јас се обидувам да дознам што се инспирациите. Јас знам од каде му доаѓаат и дека се од една абстрактна, за нас непојмлива сфера, како што и он самиот кажува, од која му се една некоја потполно нејасна идеја се искристализира и станува како таква и музички и текстуално. Но во суштина ме интересираше, бидејќи семеен човек, 3 деца растам, живеев за жал во параноја. Што ќе се случи со нас, дал ќе не биде, деца растам, ово, она. И замислите каков неверник сум. А знаете што прав верник? Мува него бомби кога паѓаат, ама не трепнува со окото. Се грижи, делува, ама нема страв. Има само еден страв, страв од Бога. И полека како и јас зреев духовно, сватив дека нема пророштво за апокалипсис кај нас,
Апокалипсисот е во суштина промената. Неверојатно е колку Горан и колку како уметник он го почувствувал она перверзна мутација, пермутација, превртување на човековата природа која токму потекна од Европската Унија и се шири низ светот една апсурдна идеја за тоа што е маж, што е жена, што е Бог, што е дете, што е секс, кога може со кој, како треба да се учиме, ослободување од сексуалноста, со наметнување на сексуалност, со двојни аршини, тројни аршини, четворни аршини. Тотално обезличување на човекот, на неговата историја. Но, знаете како, во даден момент изгледа стварно непоимливо дека ќе се надмине. Во даден момент ти се чини, ова не може никогаш да се скрши, а веќе се крши. И тоа успеав да го дочекам. Мислев дека нема да го дочекам. Знаеш, кога веќе почнав да верувам дека ова не може да обстане, бидејќи, како да ви кажам, нема корен. Ова е мов. Ова е габа, печурка, која расте на некој трулеш. И таа не може, малце повеќе сонце и ќе отиде, ќе угине. Му треба такво некое лигаво време, никој да не го примети и тогаш изникнуваат, додека се свешти што е и така натаму, а отровни се. Така што, како што ми се враќаше надежта, така гледам дека нивната идеологија папсува. Зошто папсува? Зато што е базирана на пара, на профит. И кога ќе секнат, макар и малку, а не секнале до сега, значи деценија и пол, може би и повеќе, не секнале нивните, 2 децении, ќе кажам слободно, нивните донатори, нивните спонзори, едноставно гледаш дека постои веќе и замор на материјалот. Нови не се регрутираат затоа што не можат да ја купат таа наивност, таа идиотштина, таа дебилштина и таа ретардираност која ја има пред 15-20 години силна и добра група на луѓе кои мислеа дека револуција креват. Но нема смена на генерации. Не доаѓаат нови, нема нови шарени револуционери. Попрво ќе најдете шарени револуционери кои се откажале, се покајале дури јавно, што е за мене. И ја ви викам, тие што јавно се покаја и тие што го детектираат трулежот на таа револуција, да ги почитувате. Без оглед што знаете дека никогаш нема да ја зафатат вашата страна, но потребни се, добри се, треба и има причина зошто они го прават тоа што го прават во една, зборам, глобална, универзална, божествена сфера. Треба да ги согледуваме работите. И дајте им поддршка на оние што праведно зборат, иако до вчера биле поинакви. Дури ако се сомневате дека се фолираат, подобро низ фолирање и со ваша добрина можете да им помогнете, бидејќи нивниот збор многу тешко ви се затнува од нивна страна. Кога јас би писнал или вие, ќе хистеришат, па ти, кај тебе иделе лидери од опозицијата, кај тебе иделе национе, кај тебе иделе ова. И спрема тоа ме окарактеризираат мене. И кај многу од публиката тоа поминува, но кај овие не. Ја им давам силна поддршка, затоа што се добри борци во идеологијата на праведноста да дојде смена. Они се и добар лакмус кој покажуваат дека донесоа на власт криминалци, лажговци, перверзњаци, кои ништо од она на што се надева, а што покажува дека во шарената револуција не беа сите платени.
Туку имаше луѓе кои искрено веруваа дека ќе се направи некаков преврат во земјава и ќе тргне нешто на арно. Морам да признам дека во тој период ја искрено првата година кога беше 2017-2018 и 2019 година, кога разговарав со луѓе и некој кој ми вика, ама не вика затоа што има факти или податоци, туку од гнев, од неправда, гнев од што чувствуваа дека има таму нешто труло. Например, специјалното јавно обвинителство и Катица Јанева. И ја викам, луѓе, дали гледате кои све ја поддржа? Колку амбасадори? Дали има некој што е на некоја висока функција во Европа, во регионов, а да не ја прими, да не ја пофали, да не ја поттикне, да ја даде поддршка? Луѓе мои, 40 души работат само за неа. Ке прави зулум, ама може и нешто да ресетира. Колку бев во заблуда, човече. Колку бев во заблуда. И го видов на мои очи дека се смени. Кога тоа се смени, кога спискаа луѓе, како Орце Камчев, кога мудри Боки Рекет, и овој мораше, неволно, ама веќе беше толку јавно, сите меѓународни фактори дознаа што се случува, и ја испозаборавија и Катица, и Боки, и Рекетот, и така натаму ги тргнаа, и што ти ја знам. Сакам да кажам дека промени можат да дојдат. Тие промени што се случија, тоа ше се козметика, од немајкаде. Да не бевме ние гласни, да не урловме, немаше да се случи, тоа ви е јасно. Еве, најновата вест вие, например, амбасадорката, една од најбитните амбасадори, беше на отварање на фабриката за електрични автомобили. Колку пати ве отеков, значи, вака премотува, леле, Дебелиов, не можам да го слушам, ми ги отече, ми ги помодре више. Ама, испаднав ли конечно дека вистина зборам за таа фабрика за електрични автомобили, дека е лага. Бе, многу едноставно, не сум препаметен, далеку од тоа, кликни на интернет, отвори ја фабриката, ќе видиш дека нема ништо. Како тоа поминува кај вас? Поминува кај партиски активисти, поминува кај партиски медиуми, таа кешарица не отишла у фабриката, 50% се враќа за нив, 50% иде ваму, па од таму, па тој што глуми дека е фабриката, 10% пуна капа му е, а стои дупката таму во која фрливме 130 милиони. Тие 130 милиони сега ќе се трошат. Сега во кампања. Плюс државни пари. Тоа покажува дека се очени. Тоа покажува дека ги фаќа страф. Тоа покажува дека ароганцијата им тоне. Затоа што некога мене да ме ставеа за кандидат за председател, народот ќе ми избереше, не заради мене. Затоа што и верува на опозицијата, му верува на ВМРО ДПМН. Значи, доволно имаат они во подсвест колку може ВМРО да биде лошо, имаат добро искуство што е лошо со ВМРО, но уште подобро искуство имаат што е лошо со СДСМ. Дали ќе се појави и трета партија чат пат, ќе видиме. Помалку важно или помалку битно, тоа е веќе умешност на војувањето или на политиката. Почнав со Биело дугме, коне слуша пјесму, слушаче Олују. Јас го слушав Горан, еволуирав и сватив дека тие големи од кои се плашите, што ни надлетуваат со дронови и со 300 чуда, брзо им се менува и им стекува времето, затоа што не е тоа некоја, како да ви кажам, империска политика која не се менува со векови. Луѓе мои, како платеникот е вставен на местото и која ќе дојде некој што не е платен, ќе тргне по закон да работи. Ако работи по закон, ние сме на кој. Па мене сега у овој момент да ме прашате,
ја прва работа што ми бум предложил на идниот премиер Мицкоски, бидејќи јасно ви е дека ќе биде премиер. Не знам зошто имате двојби. Дали знаете да читате рейтинзи? Да овие ќе крадат, ќе лажат, ќе муваат, све ќе има. И све тоа да го направат, пак ВМРО ДПМН ќе има најмногу пратеници и ќе направи влада и Мицкоски ќе биде премиер. И тоа му е нему јасно. Ја немам толку податоци како што он има, како што странциве имаат, но гледам како веќе се промени односот. Првин го третираа малку онака од висина, сега гледам како се церекаат и уште при влезот први пружаат рака и идат. Се е тоа говор на тело, се е тоа во дипломатијата, ако можете да ги, тоа се гестикулации кои покажуваат поддршка или одбивање. Много е просто, само да ви кажам, еве, ако ништо друго у тинеџерство, кога ќе придеш на девојка, ако ти стои со скрстени раце, откажи се да и се од удварање. Несвесно те одбива. Не е ни сама свесна. Ама скрстени раце е одбивање. Но затоа го имам видено Мицкоски како му доаѓа мешетари разноразни и свесно скрстуваше раце за да им каже, љубезно говориш едно, тоа е така Френк Хербертовски Дюн, љубезно говорам, но тајните знаци кажуваат, јас имам став, ја нема да мрднам од ова. What you gonna do about it? Така што Македонија нема да гори. Далеко е од Македонија дека ќе биде мет и млеко, затоа што белјата и штетата што ја направија е како да бевме во трета светска војна. Македонија сега ВМРО ДПМН и Мицкоски и партиите што ќе бидат во коалиција и во коалиционата влада ќе мора да тргнат како да завршила светска војна и да ја реизградиме Македонија. Македонија е позадолжена за овие неколку години од оваа власт, одо што за цело време од како е осамостојено од сите влади заедно. А пара нигде не гледаме. Тоа е огромна кражба. И само едно ќе го замолам, мојата порака до Мицкоски. Изјави дека оваа година, а убеден сум дека е тоа така, бидејќи ќе биде премиер, оваа година владата ќе направи од десен сите деца да имаат на време учебници. Што претходнава власт ниту еднаш, многу гнев ми дава. Затоа што изживување врз деца, можам да поднесам изживување врз мене. Врз деца многу гнев ми прави. Но, господине Мицкоски, дајте им учебници. Но ве молам, како што ќе отварате случај во Министерство за здравство, во Министерство за транспорт и врски, во Министерство каде што имаше најголеми криминали, убиства, мртви луѓе, крадење лекови и цитостатици, така ве молам да го истресете Министерството за образование, како можеше нашите деца да бидат така изживувани за време короната и каде се огромните пари за проекти и учебници од кои ништо никаде немаше. Ја знам дека каде попрво да фатите. У секој министерство, у секој сегмент имаше криминал. Ама у секој. Моето е ова. Не заради мене. Ја немам, моите деца порасна, завршија школи, немам ја никаков проблем со тоа. Од емпатија кон децава, од и образувано, добро дете, паметно дете. Тоа е иднина и темел колку и да ви звучи патос. Ако немаме такви, ако имаме простаци, они ќе бидат тогаш по коцкарници, по кладилници, или ќе патуваат негде надвор да бегаат, што е можно полесно. Нема да се борат, нема за што да се борат. Но ако не видат дека ние се залагаме и сакаме да направиме, а тоа вие ќе треба да го покажете колку можете и умеете, имаме иднина. Ќе слушаме песна и нема да слушаме олуја.